второто линковско вклучување ни е повторно од Скопје и неслучајно ја одбравме локацијата која што ќе ја погледнете заедно со колешката Елизабета Кузмановска. Тоа е местото за кое што ние покрај професионално сме и лично емотивно врзани, па најнови сервисни информации ќе ги добиеме од таму. Добро утро, Елизабета. Добро утро, поздрав од непосредна близина на македонската радиотелевизија. Се наоѓам во близина на објектот Источна порта, во непосредна близина на населбата Автокоменда. Меѓутоа ќе се навратам повторно во непосредна близина на нашата телевизија, секогаш така си ја кажуваме. Ако македонската телевизија бележи годинава 59 години, нешто малку повеќе од половина сум во оваа телевизија. Кристина Талеска Големтеова, навистина сум пристрасна, сум емотивно врзана за оваа куќа, меѓутоа, нешто што сакам да кажам, да честитам 79 години на македонското радио, навистина програма која што е емитува на македонски јазик, нешто што се врзува со кодификацијата во 1944 година на македонскиот стандарден јазик. Само уште неколку реченици во претходниот прилог, навистина чувме скоро се за македонската радиотелевизија, за сите програми. Таа на почетокот, односно македонската радиотелевизија функционираше во рамките на југословенската радиотелевизија и само да споменам дека по редоследот на системот македонската радиотелевизија започнува да функционира независно и да прераснува во програма на својата мрежа. Ова ја кажувам годината, значи во 1993 година, кога станува и активна членка на ЕБУ. Македонската радиотелевизија, како што споменавме, ја има задачата да го негува македонскиот јазик. Значи, со самото тоа значи да води програма која што ќе образува, ќе едуцира, ќе информира, а ние како утринска програма постојано сакаме да допреме во вашите домови, да ви информираме за оние првични сервисни информации за се што се случува во градот Скопје и за се што се случува во нашата држава, и затоа се всушност и значењето на овие линковски вклучување се со единствена цел да ве информираме кога ќе излезете од вашите домови. Само уште нешто би сакала да споменам, дека акцентот на програмата како целина паѓа на два големи компоненти. Тоа е афирмација и негување на традицијата, на духовното и на културното наследство и вредностите на сите етнички заедници. Уште еднаш ќе кажам, нека ни е честит, само да споменам дека навистина надвор да оправдам и суштината на нашето линковско вклучување. Значи, надвор навистина е доста студено, мислам дека околу 1 степен, може би на некои делови од градот Скопје, бидејќи имаме 6 температурни зони, да е и минус, така да одете сметка, облечете се убаво. Знаете дека веќе сообраќајниот метеж е почнат, се ближи околу 7:30 и знаете дека веќе, мислам дека во текот на целиот ден ќе биде сообраќајниот метеж многу фреквентен и ќе има многу застои. Мораме да бидеме трпеливи, да внимаваме како управуваме со возилата, да се придржуваме до правилата и прописите. Немојте да возите под алкохол, затоа што знам дека во овие денови имаме многу наши средби каде што навистина се дружиме со алкохолот. Едно што го кажува и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, има многу кампањи, тоа што го апелира и Министерството за внатрешни работи, што го буквално кажува сообраќајната полиција, да бидеме внимателни при возењето. Повторно ќе се наврадам на македонската радиотелевизија. Со мене позади камера е снимателот Јован Божиновски, дрон е Јован Лесански. Јас само за да се одјавиме сакам да ги поканам заедно, бидејќи навистина постојано ги изборуваме. Повелете Јован и Јован, за да заедно се одјавиме. Ние нешто близу 30 на години заедно, јас пред камерата, тие зад камерата работиме. Ке честитаме ли заеднички Јован Лесански на нашите колеги и на сите оние што се пензионирани, меѓутоа ова е празник буквално на целата држава.
Така, честитки до вработените на Македонското радио и Македонската телевизија и се надевам дека во добро здравје и успешно уште многу години ќе славиме вакви јубилеи. Дај Боже. Студио? Ова беше момент на изненадување и многу ми е драго што колегите зад камерите ги видовме пред камерите, бидејќи не сакаат да се сликаат. Благодарам, Бети.